Ораторска средба на УГД студентите по 8 пат укажуваа и критикуваа. Најголем дел од нив одлучија да дискутираат за искривениот систем на вредности кој се повеќе зема замав. Дали знаете дека во 2015 година повеќе лица ги загубиле своите животи пробувајќи да направат селфи отколку од напади од ајкули? Не ве чуди, нели? Се претворивме во растенија, чија што храна представува коцкаста направа која се полни во штекер. Секојдневно одбираме сегменти од нашиот живот и со големо внимание ги послужуваме на пошироката јавност, очекувајќи за истите комплименти и признања. И моментално се заситуваме со некаков наклон за наш успех, наш триумф, сметајќи дека имаме некаква завидна позиција во општеството. Едукацијата и општествената положба не секогаш значат и можност за исполнетост и среќа. Констатација на штипските студенти е дека живееме во свет на несрекни луѓе. И нема сомнеш дека образованието им помага на се повеќе и повеќе луѓе ширум светот да ги остварат своите толку посакувани соништа. А сепак, нешто недостасува. Тие се под постојан притисок, се однесуваат арогантно, им викаат на своите деца или пак ги тепаат, создаваат војни, паѓаат во депресија, се чувствуваат несрекно, осамено. Високо образовани луѓе ги имаат овие проблеми. Ораторските средби во Штип од страна на наставниот кадар се прогласени за еден од најдобрите академски настани не само на Штипскиот, туку и на сите универзитети во државата. Размената, мобилноста не потразбира само да отидеш и да се видиш со некого, туку потразбира и да му кажеш нешто. А ќе му кажеш ако знаеш, а ќе знаеш ако работиш. Затоа добриот збор и убавиот збор ја кажуваат совршеноста на умот, а работата и честноста ја покажуваат совршеноста на срцето. И двете произлегуваат од благородноста на душата. Годинава за ораторските средби беа доставени 24 трудови, а учество во финалето обезбедија 12.